Почитувам председател, во моето претходно процедурално обраќање ве замолив да ми одговорите на поставено прашање, бидејќи кога имаме процедурални забелешки, честно е, колегијално е, но и согласно член 60 да одговорите на поставеното прашање. Ќе прочитам дека како председател на комисијата на 5 март 2021 година го имате изјавено ова. Председателот на комисијата Миле Талевски за МИА изјави дека тие се експлицитно против овој закон поради голем број причини. Меѓу другото и поради фактот дека не е во согласност со Европската конвенција за државјанство. СДСМ, како што кажа, не поднесе амандмани, но предлага општа расправа за темата за државјанство. Согласно член 90, став 4, ве замолив и како председател, и како пратеник, да ми одговорите на представеното прашање. Што е сменато кај вас, кај колегите од СДСМ, во однос на вашата изјава? Тоа го заслужуваме ние тука колегите, тоа го заслужува македонската јавност, тоа го заслужуваат сите овдека присутни. Второто прашање, а тоа веќе истото го навидовте, прашуваме зошто предлогот кој што произлезе од колегата Антонио Молошевски, поддржан од нас, пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН, во однос на изјаснувањето и вклучувањето на македонската јавност за едно вакво значајно прашање, кој што ги засега апсолутно сите граѓани, не сте согласни да се одржи јавна расправа. Или тоа како што вие го велите во вашата изјава, општа расправа. Прашувам зошто или што е сменато кај СДСМ и кај вас председателе. Сметам дека сите треба овдека да добиеме одговор заради тоа што тоа е и нашата намера во однос на процедуралните прашања, да ги разјасниме уште на почеток овие отворени прашања во однос на предлог дневниот ред. Ценам дека е исклучително значајно кога станува збор за јавна расправа, да се слушнат експертите, да се слушне јавноста, затоа што на крајот тоа доликува како земја кандидат за полноправно членство. Доликува овдека сите да покажеме еден демократски капацитет, дека сме подготвени да дискутираме заради тоа што ова е значаен закон. Значаен закон и кога говорам значаен, мислам на сите граѓани, мислам на цела Република Македонија. Ценам дека е исклучително значајно да се подобри законот. Па ние за почеток верувајте колку е значајно што го имаме ова истражување како дополнителен материјал од парламентарниот институт, организација која што постои во собранието за истражувачка работа и за поддршка на нас како пратеници и како комисија. Има брилијантно истражување кое што е пред нас, кое што ги зема искуството од земји членки на Европската Унија. И навистина говори за искуството во Германија, во Австрија, во Словенија и во Хрватска, нешто што го спомена и мојот колега Стојановски. А замислете кога во истата оваа дискусија ќе бидат вклучени академијата и јавноста. Замолувам повторно да ми одговорите на поставеното прашање, што е смената кај председателот на комисијата и пратеничката група на СДСМ во однос на вашата изјава? Како би работеле согласно деловникот? Ви благодарам. Благодарам колешке.